Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пица со туна, сладка пченка и сладок кромит. Може би ќе ви се чини дека оваа пица доаѓа со чуден избор на додатоци, но кога ќе ја видите и пробате, ако првично сте биле скептични, тоа бргу ќе го заборавите. Туната е многу месеста риба и заедно со сладката пченка и црвениот кромит, ова е апсолутно успешна комбинација. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 мали конзерви туна, 2 главици кромит со средна големина, 2 супени лажици шеќер, 2 супени лажици сладка пченка, 1 конзерва сечкани домати, 250 грама брашно, 125 мл топла вода, чаша сладко црвено вино, половина кафена лажичка сол, 1 кафена лажичка квасец, 2 супени лажици маслиново масло и сол и бибер. Прво ставете го квасецот и маслиновото масло во чаша топла вода и оставете го да отстои 5 минути за квасецот да се активира. Следно, просејте го брашното во голема чинија. Потоа направете дупка во средината и во неа истурете ја смесата со квасецот. Добро измешајте додека да се спојат сите состојки. Кога со тестото ќе можете да работите, извадете го на работната површина и почнете да го месите со раце. Добро месете го неколку минути, а потоа вратете го во садот со брашно и покрите го за да отстои 45 минути на топло место. Време е да го направиме сладкиот кромит. Исечкајте го кромидот на кругови и ставете го во тавата. Прво малку маслиново масло, па кромидот. Потоа додадете 2 супени лажици шеќер. Оставете го кромидот да омекне и шеќерот да се растопи. Кога смесата ќе почне да добива боја, сипете 1 чаша сладко црвено вино. Се што треба да направиме сега е да ја оставиме на топлината да го отстрани вишокот течност, за во тавата да остане само лепливиот сладок кромит. Земете друга тава и во неа ставете маслиново масло, а потоа и 1 конзерва сечкани домати. Зачинете со сол и бибер. Оставете ги доматите на среден оган неколку минути за вкусовите да се концентрираат. Ова подоцна ќе биде основата за пицата. Ако сакате, како замена можете да ставите доматно пире. Извадете го тестото од садот и размесете го во долгнавеста правоаголна форма. Овде ја користиме новата Делимано тава за пица, која е совршена за овој рецепт. Ставете малку масло во тавата и во неа ставете го и тестото. А сега додатоците. Прво рамномерно нанесете го доматниот сос на целото тесто. Следен ставете го сладкиот кромит. Потоа и сладката пченка. Распоредете ја рамномерно. На крај ставете ги парчињата туна. Ставете ја во рерна загреана на 180 степени околу 18 до 20 минути, додека тестото да стане крцкаво по рабовите. На крај извадете ја пицата од рерна. Сервирајте ја со свежа салата, а овде ставивме и малку кисели краставички. Сладко кисел вкус. Оваа пица изобилува со вкус и боја. Туната се стврднува во текот на подготовката и има одличен вкус заедно со останатите состојки. Зошто да не ја сервирате самостојно со кремест мајонез? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.